уште од почетокот на човештвото, ние луѓето имаме на склоност, не секој пат се водиме според неа, ама внатре во себе имаме на склоност да ги обвинуваме другите за нешто за кое што самите ние сме виновни. Или да префрлиме вината на другите наместо да преземеме одговорност. Сетете се на Адам и на Ева. Бог ги постави во Едемската градина, им кажа, можете да јадете од сите плодови, освен од плодот од дрвото за познавање на доброто и злото, немојте да јадете. Кога направија белјата и кога Господ ги соочи со нивниот грев, со нивната непослушност, реакцијата на Адам не беше, да Господ, јас сум крив. Туку беше жената која што ти ми ја даде, таа ме натера да јадам. Со други зборови, жената е крива, индиректно Господе, ти си крив, пошто ти ми ја даде, ама јас не. Кога дојде времето на Ева да се објасни, змијата ми даде да пробам. И ова звучи многу чудно, ама сатаната беше, не можам да кажам најдоблесен, ама најискрен беше во таа ситуација, не обвинуваше никого. Знаеше дека е виновен и не се обидуваше да префрли вина на некој друг. Туку, според тоа што го читаме во Создавање 3 глава, змијата, односно сатаната, не обвини никого. Адам обвинуваше, Ева обвинуваше, ама змијата никого не обвини. На некој начин со тоа што молчеше, си прифати вина. Нов завет, тоа е Стари завет. Одете во Новиот завет, Исус доаѓа на оваа земја, живее 33 години, го апсат, го предаваат, го носат кај Понтиј Пилат. И кога го донесува Господ Исус Христос кај Понтиј Пилат, Пилат свати дека нема вина во него. Го испрашуваше, на крај рече, јас не наоѓам никаква вина во овој човек. Ама толпата цело време викаше, растни го притискаше, бидејќи Пилат беше мекуш, ако може така да кажеме, човек кој што се плашеше од народот, сакаше да им угоди, рече во ред, го предаде Христос на камшикување, на раснување, ама правејќи го тоа, зема вода, си ги изми рацете и рече, неговата крв нека падне врз вашите глави. Со други зборови, и јас го осудувам, ама јас не сум виновен. И јас го осудувам, ама вие сте криви. Повторно и повторно префрлање на вина. Земете денеска, пуштете интернет или телевизија, ако ви интересира да видите што се случува во нашата мила Македонија, и ќе видите дека луѓето постојано се обвинуваат едни со други кој е крив за тоа што имаме хаос во државата. Никој не вика, знаете што, последниве 5-10 години ние потврдивме, простете ни, дајте да направиме нешто подобро за да трне работава на добро. Повторно и повторно неспремност да се прифати одговорност и цело време префрлање на вината кај другите. Царот Соломон кажал, нема ништо ново под сонцето. И ова не се однесува само на Адам и на Ева, ова не се однесува само на Понтиј Пилат или за луѓето кои што се одговорни за водењето на оваа држава, кои што само си префрлаат топкање на други, и ние сме такви, некогаш. И ние имаме таква, секој еден од нас, имаме духовно наследство од Адам и од Ева. Тоа духовно наследство, покрај другото, вклучува обвинување на другите за тоа во каква состојба и јас моментално се наоѓам во животот. И ние некој пат ќе бидеме склонни кон тоа да речеме, абе знаеш што, јас постапив така бидејќи тој така ми направи. Или јас сум денеска ваков бидејќи вака ме растне, или бидејќи тие нешта ми се случија во животот. Вистина е дека како сме растени, искуствата од животот не обликуваат во одредена мера. Ама библиски гледано не треба да ни бидат изговор за тоа да си останеме таму каде што сме. Не треба да ни бидат изговор за да живееме живот на самоуништување или пак живот во грев. И прашањето кој е крив е старо речиси колку и човештвото. Кој е крив? И денеска доаѓаме до еден разговор од животот на пророкот Илија, кај што во суштина се поставува тоа прашање. Да ве потсетам на контекстот. Има суша, 3-3,5 години има суша во Израел. И прашањето на кое што денеска доаѓаме е кој е крив за таа суша? И ќе почнеме да читаме. Верувам дека до сега го најдовте текстот. Значи, Прво Цареви, 18 глава, од 16 до 19 стих. И вика вака, Авдија отиде да го пресретне Ахав и да му јави. Да му јави дека го нашол Илија. А Ахав отиде да го пресретне Илија. Што Ахав го виде Илија? Му рече, ти ли си оној
што му носи неволи на Израел? Илија му одговори: Јас не му донесувам неволи на Израел, туку ти и татковиот дом твој, бидејќи ги презревте Господовите заповеди и врвите по вааловците. Сега испрати и собери го пред мене сиот Израел на гората Кармил, и 450 ваалови пророци и 400 пророци на божицата Ашера, што се хранат од трпезата на Изавела. До тука ќе читаме, следниот пат ќе продолжиме со тој настан кој што се случи на гората Кармил. Причината за сушата во Израел беше гревот на царот, беше гревот на народот. И царот Ахав се обидуваше, минатиот пат за размислувавме за тоа, царот Ахав во период од околу 3 години се обидуваше да го најде Илија не само во Израел, туку и во околните народи. Тоа го читавме минатиот пат. Авдија вика: мојот газда, господарот, царот Ахав, се обидуваше на секаде да те бара и никаде не можеше да те најде. И кога Ахав свати дека не може да го најде Илија, не го бараше за да се покае, го бараше за, не знам, за да го казни или да му направи нешто лошо, бидејќи му беше луд. И кога Ахав свати дека не може да го најде Илија, си зададе друга цел. Во 18 глава 5 стих му вика на Авдија: оди низ целата земја и барај водни извори и барај пасишта, за да го нахраниме добитокот, за да го напоиме добитокот, за да не го изгубиме. Наместо да го бара Бог, кога е во хаос во животот, кога е во проблематична ситуација во животот, Ахав бараше пасишта и потоци. И ова на некој начин беше обид да се санираат последиците од гревот, ама без да се покае за гревот. И има ситуации кога ние така се однесуваме во животот. Наместо да се покаеме од гревот, кој што не носи во непријатни ситуации во живот, кој што не носи во ситуации кој што гледаме дека сме притиснати, дека нешто не е во ред, не се случува во животот, наместо да се покаеме за гревот, ние бараме потоци и пасишта. Односно, бараме начини како да го санираме, да ги санираме последиците од гревот. Библискиот принцип е, кога има грев во срцето на еден човек, најдобар начин да се реши тоа е преку покаяние. Не преку, јас ќе продолжам да си го правам тоа, ама ќе видам колку помалку штета може да ми се случи во мојот живот. Не функционира тоа така. Ахав најверојатно се мислеше: јас ќе продолжам да се поклонам на Ваал, ама сепак ќе се најдам извори, ќе се најдам потоци, ќе се најдам пасишта. На некој начин не го бараше спасот во Бог, туку го бараше спасот во нешто друго. И кога имаш грев во твоето срце, кога имаш грев во твојот живот, ако бараш спас на некој друго место, кај луѓе, во некои твои ресурси, кај некои врски што ги имаш, што и да е, јас ти гарантирам дека може дека има некој подобрување. Ќе биде многу мало, ќе биде незначајно и нема да трае. Дојди си кај Бог. Дојди си кај Бог, понизи се, побарај простување и ќе видиш што значи благослов, ќе видиш што значи нов почеток. И сега пазете интересна ситуација. 18 глава 5 стих, тоа што го читавме минатиот пат, Ахав му вика на Авдија, на човекот што му беше десна рака: оди и побарај потоци, побарај пасишта. И неколку стихови подоцна, во 16 стих, значи 11 стихови после тоа, вика се враќа Авдија кај Ахав и не му вика најдов потоци, не му вика најдов пасишта, туку му вика: го најдов Илија. На некој начин Бог на Ахав не могу да е тоа што го сакаше, туку тоа што му требаше во моментот. Ако Ахав најдеше пасишта и потоци, големи се шансите дека ќе се продолжише во својот грев. Се рече: па супер, можам да му се поклонам на Ваал, сепак се најдовме водни извори, се најдовме пасишта. Ама Бог му го праќа на Ахав тоа што му треба во моментот. Човек кој што ќе го соочи со гревот. И некој пат во животот, нашата најголема потреба, духовна потреба е токму тоа. Некој што во љубов ќе ти каже: грешиш. Живееш во грев. Покај се. Тие зборови во денешно време кој ќе ти каже некој, особено денеска толку сме ние нежни, речеш: не ми се мешај ти мене во животот. Не ми кажеш што треба да правам јас во животот.
Океј, ако сакаш така да живееш, терај си сам. Ама библискиот принцип е дека ние сме повикани да живееме во заедница. И кога ќе ми видиш да правам нешто, да доеш и во љубов да ми го кажеш тоа, нешто што не е во ред. Кога ќе биде обратна ситуацијата, да можам да ти го кажам тоа. И Ахав имаше потреба од некој да му каже: ти правиш греф. Бог не му даде тоа што го сакаше, туку му го даде тоа што му требаше во моментот. И некој пат ќе го направи истото со нас. Често ќе го направи истото со нас. Ние сме како Ахав и некој пат сметаме дека знаеме што е најдобро за нас во моментот. И го бараме тоа и се трудиме за тоа и се викаме: тоа го сакам, тоа е копнежот на моето срце, тоа сакам да го добиам, и Бог не ти го дава тоа. И кога има таква ситуација, малце боли. Си викаш: Господе, па зошто не ми го даваш тоа што го сакам во моментот? Зошто не ми го даваш тоа по кое што моето срце копне? Ние живееме денеска во свет кој што вели: слуши си го своето срце. Сигурно сте слушнале таа изјава. Следи си го своето срце, слушај си го своето срце. Може би во некои околности е добар совет, ама генерално гледано Библијата вели дека човековото срце е грешно. Еремија 17 глава 9 стих: лукаво е човековото срце повеќе од се и е наполно расипано, кој ќе го разбере? Со други зборови, има ситуации кога нашите срца посакуваат нешто што не е за наше добро. И ова е многу добар пример. Ахав сакаше, неговото срце посакуваше да си го спаси добитокот, да најде водни потоци. Бог му рече: не. Нема, ти го дадам тоа што го сакаш. Ти го дадам тоа што ти треба. И тоа не е знак дека кога ни се случува во нашите животи, тоа не значи дека Бог не сака, баш напротив. Бог ни го дава тоа што ни треба, затоа што не сака. И мислам дека само треба од нас ние треба да бидеме трпеливи, да очекуваме и да ни се открие со тек на време зошто не ни го дава тоа што го сакаме, туку нешто друго. Дај недела дена, дај месец дена на ситуацијата и ќе видиш зошто Бог може би во оваа ситуација не ти го дава тоа што го сакаш. И со тек на време ќе се свртиш назад во животот и ќе речеш: фала на Господ. Јас додека ја спремав оваа проповед, кога размислував за оваа точка, се сетив на некои работи во животот кои што сум ги сакал да ги добиам и Бог не ми ги дал. И од денешна перспектива можам само да речам: слава ти, Господе. За тоа што ми го даде тоа што ми треба, а не тоа што го сакам. И Ахав отиде да се сретне со Илија, и нивниот разговор ќе биде на некој начин главната тема за денешната проповед. Во некои нормални услови, Ахав, имаме фризерка во црквата, во некои нормални услови, Ахав ќе дојдеше пред Илија, ќе паднеше на колена и ќе му речеше: прости ми. Се што кажа, беше во право, се исполни, немаше дожд, немаше роса во црквата во Израел, и јас те молам да се подобри ситуацијата. Кажи ми што треба да направам за да се подобри оваа ситуација. Ама не, Ахав си дојде и Ахав првото нешто што му го кажа на пророкот Илија, запишано во Библијата, е: ти ли си тој што прави проблеми? Не дојде да се покае, дојде да обвинува. Не дојде да се промени, туку дојде да префрли вина, да рече: ти ли си тој? Со други зборови, ти си кривиот. Он вика: ти си проблематичниот. Ти си оној кој што прави бели во ова земја, во ова царство. И пазете ја разликата. Во 18 глава 7 стих Авдија се сретнува со Илија и Авдија му вели на Илија: ти ли си господаре мој? А 10 стиха подосна, во 17 стих, он вика: ти ли си проблематичниот? Двајцата се сретнаа со истиот човек, ама за едниот беше господар, беше духовен авторитет, а за другиот беше белјаджија. И ова многу ме потсеќа на Господ Исус Христос. Кога ќе ги отворите Евангелијата, кога ќе читате за неговиот живот, за неговите поуки, за неговите чуда, за се што направи, едни луѓе го гледаат како спасител, други го гледаат како проблематичен. Едни луѓе велеа: ти си Господ, други велеа: распни го бидејќи прави бели.
Ти ли си проблематичниот оној кој што прави бели во Израел? Го прашува Ахав, го прашува Илија. И наместо да се покае, наместо да рече стварно 3 години, ова е, пат им кажам, ова е многу добар доказ дека во животот некој пат ќе се случи некои луѓе да добијат Божјо откровение, дури да ги искусат и Божите чуда и пак да им е закоравено срцето за Господ. Кога Илија дојде кај Ахав, му рече, од сега натаму нема да има дожд во земјата. И Ахав беше сведок на таа Божја дисциплина. И покрај тоа што беше сведок на Божјата дисциплина, пак не сакаше да се сврти кон Господ. Сигурен сум дека познавате такви луѓе. Луѓе кои што Бог во оваа ситуација, во таа ситуација, им се открил, им направил нешто, им се објавил, и пак не се обраќаат. Пак не сакаат да се покајат. Штета, ама и Ахав беше таков. И он му вели, ти ли си тој што прави неволја? И мислам дека постојат во Израел, мислам дека постојат две опции во однос на ова. Зошто Ахав го обвини Илија? Првата е дека толку му беше затапена совеста од гревот, што стварно не можеше да види дека тој е проблемот. Не беше само Ахав проблемот. Ахав и народот кој што се поклонуваше на Ваал, ама Ахав и неговата жена ги водеа во тоа идолопоклонство. Можно е неговата совест до толку да беше затапена, што он стварно не можеше да види никаква вина во себе. Втората опција е дека беше класичен манипулатор. Човек кој што си тера на еден начин, ама секој пат сака да префрли вината кај другите. Било да станува збор за првата состојба или за втората духовна состојба, сериозни се двете. Кога на човек му е тапена совеста што не гледа никаков проблем во себе или никаков грев, тоа е сериозна духовна состојба. Или кога прави нешто, ама секој пат сака да ги обвини другите, тоа е класична манипулација. Ама главната поинта е следната. Ахав не сакаше да преземе одговорност за сушата. Не сакаше да каже да, или да погледне барем малце кон себе и да рече, да не сум јас виновен за оваа ситуација. Да ве вратам назад на Прво Цареви 17 глава, состојбата со вдовицата и со незиниот син. Кога незиниот син почина, вдовицата беше доволно доблесна да се запраша, да не сум јас крива за ова. Да не е поради мојот грев. А Ахав, кај пребелја, уште вика, другите се криви. Со други зборови, секе направи само да не се промени. Секе направи само да не признае вина, да се покае, да се понизи и да се промени. И некои луѓе патат од Ахавов синдром. Некои луѓе патат од тоа да си живеат како сакаат, да прават што сакаат и на крај, а другите ми се криви. Тој така ми направи, тој така ми рече, тој ми направи нешто лошо и тој ми кажа нешто лошо, другите ми се криви. Што сум таков како што сум. Другите се криви за хаосот во Израел. Не е Ахав. Илија е крив. Не сум ја виновен. Пријателите ми се виновни. Не сум ја виновен, родителите ми се виновни. Не сум јас виновен, општеството ми е виновно и така натаму. Сите, само јас не. Тоа е Ахавов синдром и е многу сериозна состојба. Не велам дека одлуките на другите луѓе, не велам дека начинот на кој што сме растени, дека однесувањето на врсниците на пријателите немаат влијание врз нас. И тоа како дека имаат влијание. Се што ни се случува, секој животно искуство во одредена смисла не обликува помалку. Така? Ама, тие моменти никогаш да не ни бидат изговор да си останеме таму каде што сме. Тие искуства, кај што некој не повредил, некој не зезнал, некој не навредил, некој не се однесувал кон нас како што треба, се болни и сакале некој барем деломно влијаат врз нас. Ама да не дојдеме во состојба на овој Ахавов синдром кај што Илија ни е секој пат крив.
кај што другиот е крив, јас нема шанси, јас си бев добар, јас си бев фин. Хајде да некој пат кој имаме таква состојба да се понизиме и да речеме што е тоа што јас може да го направам во оваа состојба за да се промени. Што е тоа што јас може и треба Бог го очекува од мене да го направам за да се мрднам од оваа мртва точка во која што моментално се наоѓам. Јас верувам дека ако тоа прашање си го поставиме искрено, јас верувам дека Бог ќе го благослови со одговор и дека Бог ќе го благослови на вистина со сила за промена и за продолжување напред. Проблемот со вперувањето прсти наместо преземање вина е во тоа што секој пат вината кај другиот, со други зборови, јас немам никаква одговорност за состојбата во која што се наоѓам. Другите се криви, не сум јас крив. И затоа денеска верувам дека во контекст на ова беше суша во Израел. И како што спомнавме на почетокот кога почнавме да размислуваме за животот и службата на пророкот Илија, нашите животи ќе се соочуваат со одредени суши. Можеби ќе станува збор за духовното здравје, можеби ќе станува збор, ајде да речеме, за здравјето, нашето физичко здравје, можеби ќе станува збор за финанси, можеби ќе станува збор за брак, можеби за меѓусебни односи. Ама сушата е реален дел од животот, е резултат на гревот. И кога ќе се соочиме со некаква суша, ја мислам дека прашањето кое што врз основа на Светото писмо кое што треба да си го поставиме не е кој друг е виновен за ова, туку што јас треба да направам, каде е мојата вина. Да се преиспитам, каде е мојата вина за оваа ситуација. Не да се дотепам. Ова е многу важно да разграничиме помеѓу тие две. Не велам дека сега ако нешто се случува во твојот живот и ти си виновен за тоа, иди дотепај се сега. Не, прашањето е Господе, каде е мојот греф, не е за дотепување, баш напротив, тоа е за одење напред. Некој пат сатаната ќе сака да ни го представи покајанието како ти сега ќе се дотепаш. Не. Покајанието е само признавање вина, признавање на гревот и барање на сила од Господ да продолжам напред и да не се вратам на тој грев. Со други зборови, покајанието секој пат е одење напред. Никој пат не е дотепување. Жално е што Ахав него не се покаја, него доживеа тоа, не гледаше на нештата на тој начин, ама ајде барем да се поучиме од неговиот негативен пример, да извлечеме позитивна поука. Има ли суша во твојот живот? Дојди и прашај го Господ, Господе, имам ли јас некаков удел во оваа суша? Ако е духовно здравје, ако е твојата духовност, твојата посветеност, изградбата на карактерот, твојот однос со Бог, не префрлај вина на другите. Или на некои апстрактни моменти, брз е животот, немам време да читам Библија. Тоа е, друг ми е крив. Тоа е таков е животот, таква е машинеријата во која сме се нашли. Ако станува збор за здравје, за физичко здравје, не гени се прашање, ова е во прашање, тоа е во прашање, направи го тоа што ти можеш да го направиш. За некој можеби ќе биде сушата финансиска. Мали се минималните плати во Македонија. Океј, мали се, ама боле минимална него никаква. Стани работи, па Господ може ги те благослови со нешто друго. Било што. Ама немој само да префрлаш вина или да префрлам, ова на сите нас однесува на некој друг, на нешто друго. Ако некој друг објективно е виновен за тоа, прифати ја реалноста таква каква што е и тере напред. Ама не дозволувај таа состојба, поради таа состојба, да тапкаш во место. Некои луѓе ќе се жалат, бракот не е како што треба. Прашај го Бог што треба јас да направам, за да се подобри. Не секој пат ќе зависи само од тебе, некој пат се разбира, ќе зависи од другата личност. Прашај го Бог што е тоа што јас треба да го направам за овој брак да наликува повеќе на тоа што ти го има запишано во твојот. Не само да речам, другите или другиот е крив. Како јас да се поставам? Некога ситуација во која што некоја личност ти била мила, ти била блиска и веќе не разговарат со таа личност. Во секој конфликт има две страни. Ама верувам дека Божјата волја за нас во таква ситуација да прашаме Господе, која е мојата вина во тој конфликт?
која е мојата вина и дај ми сила, дај ми храброст да отидам, да поборам простување. Не знам дали ќе ми прости таа друга личност. Ама нема цело време да речам, не зборам со таа личност, бидејќи таа личност е крива. Стварно? Само таа личност е крива? Значи Илија е крив. Не е Јахав крив. Секој пат вината е кај другиот. Најлесно е да вперуваме прсти. И затоа велам дека оваа склонност, оваа желба во нас ни е наследство ни од Адам и од Ева. Да ни даде барем некој добро наследство духовно. Они ни оставија лошо духовно наследство. Ама покрај другото ова е наследство од нив. И затоа многу често ќе бидеме склони да одиме во таа насока. Најлесно е, ама Божиот пат не е секој пат најлесниот пат. Божиот пат некој пат е трнливиот пат. Кај што да, малце нема да биде пријатно, ама ќе води кон промена. И кога водени од Божиот дух, со Божјата помош ќе почнеме да го избегнуваме овој Ахавов синдром, верувам дека Бог ќе го благослови тоа. Кога со Божја помош ќе речеме: Господе, што е мојата вина? Верувам дека Бог ќе го благослови тоа. Пак, не да се дотепаме, туку за да можеме да продолжиме напред и да напредуваме духовно, а верувам дека кога напредуваме духовно, ќе напредуваме во многу други области од животот. И во Изреки 26 глава 4 до 5 стих Соломон пишува вака: Не му одговарај на безумниот според глупоста негова, за да не станеш и ти сличен на него, но одговори му на безумниот против глупоста негова, за да не помисли дека е мудар. Мислам дека најсликовит опис на овој стих имаме во разговорот со Ахав и со Илија. Доаѓа Ахав и мисли дека како прв го обвини Илија дека победил. Дека ти ли си проблематичниот во Израел? Илија му вика: Не правам јас проблеми. Ти правиш проблеми и ќе ти кажам зошто правиш проблеми. И тука му кажува, бидејќи ги оставивте Господовите заповеди, или тука пишам, мислам дека бидејќи ги презревте Господовите заповеди и врвите по вааловците. Кога една личност се соочува со овој Ахавов синдром, најдоброто нешто што може да го доживее е Бог да му прати некој што ќе му каже: Во грев живееш. Најдоброто нешто кога човек живее во грев, ама е во некоја заблуда дека се е во ред со него, е да дојде некој и да му каже: Ги презре Господовите заповеди. Најболното е во моментот, ама и најдоброто и кога ќе ти прати Бог некоја таква личност во животот. Не им се лути. Кога ќе ти прати Бог некоја личност во животот кој што ќе ти рече: ова не е во ред. И знаеш дека не е во ред. Не се лути на таа личност. Првично ќе ти дојде да се лутиш на таа личност. Ама треба да бидеш благодарен на Бог, бидејќи тоа е неговата милост. И Илија всушност му кажува две работи на Ахав. Дека две работи направил. Прво е: ги презревте Господовите заповеди и врвите по вааловците. И редоследот на овие две нешта е многу важен. Прво, го презираш Господ, го презираш неговиот збор, и кога една личност ќе го презре неговиот збор, неминовно доаѓа до обожување на други богови. И денес е истиот редослед. Кога човек ќе почне да него сваќа сериозно Божјиот збор. Не видам дали оди во црква или не оди во црква. Ти можеш секоја недела да си во црква и пак да го презираш Господовиот збор. И да го читаш Господовиот збор секој ден дома. Не по една глава, по 10 можеш да читаш. И пак да го презираш Господовиот збор. Ама хронологијата ова е класична дефиниција за духовно отпадништво. Го презираш Божјиот збор, односно не викаш не е вистина, туку едноставно не живее според него. И следствено секој пат доаѓа оној момент на врвење по други богови. И познавам, верувам дека вие познавам, јас само познавате и вие луѓе кои што кога ќе видиш денеска се однесуваат како безбожници, а порано биле посветени луѓе, доаѓале во црква, биле заинтересирани. И ако може им напише на хронологија на животните настани, верувам дека токму овие две нешто се случиле во нивните животи. Прво го презреле Господовиот збор, престанале да живеат согласно тоа што е напишано во Библијата, и што друго ти следува тоа, освен да си најдеш друг Бог.
Ние луѓето сме програмирани да го обожуваме Бог, ама поради гревот, некој пат знаеме се наоѓаме други божества кои што се лажни божества. Некој пат ќе биде кариера, некој пат ќе бидат пари, некој пат ќе биде друштво, некој пат ќе биде репутацијата која што имаме кон другите, било што. Ние луѓето сме склони да обожуваме нешто. Или ќе биде вистинскиот и живиот Бог, или ќе тргнеме по вааловци. Што и да се вааловци во твојот контекст. Причината зошто во Израел имаше суша не беше тоа што израелците станаа атеисти. Рекоа Господ не постои. Не. Туку затоа што знаеа дека Господ постои, а сепак не живеа согласно неговите зборови. Причината зошто во нашите животи некој пат ќе има суши не е затоа што не доаѓаме во црква или затоа што не читаме Библија. Некој пат може би заради тоа. Ама некој пат ќе биде, и ќе доаѓаш во црква, и ќе читаш Библија, и ќе пееш песни во црква и така натаму, може би во служба ќе бидеш вклучен. Ама не живееш согласно тоа што е запишано тука. И ако не живееш согласно тоа што е запишано тука, ниту ти, ниту јас немаме право да се будиме, ама зошто имам суша во животот? Да го прочиташ, ова ќе знаеш. И да го почитуваш, ова ќе знаеш зошто. И ова не го велам од перспектива на ај сега ќе се судиме денеска овдека, туку од перспектива на тоа дека мора да бидеме свесни. Ако сакаме некои суши во животот да престанат, ќе мора да почнеме да го практикуваме тоа што го читаме овдека. Ако не, ќе си продолжат. Тоа што ми е интересно исто така во овој стих е дека на царот Ахав, беше цар, така, кога некој е цар, е одговорен за народот кој што го води. На царот Ахав му беше дадена можноста да се грижи за неколку милиони луѓе во тоа време. И тоа беше привилегија, ама исто така и одговорност. За жал, поради своите одлуки, Ахав не го водеше тој народ во добра насока. Не го водеше кон Господа. Баш напротив, го водеше далеко од Господ. Неговите одлуки резултираа со штета не само за него, туку и за целиот народ. Не дека израелците, народот не беше виновен. Народот го следеше неговото водство, ама сепак му беше дадена водечка позиција и Ахав, како цар, потврли, бидејќи не ги почитуваше Господовите заповеди. И верувам дека тука има нешто за секој еден од нас во однос на овој стих. Тоа е дека Бог и тебе те поставил во некоја позиција во животот каде што твоите одлуки влијаат на другите луѓе. Твоите одлуки влијаат на твоето семејство, твоите одлуки влијаат на црквата од која што си дел, твоите одлуки влијаат на пријателите околу тебе. Верувам дека треба да се запрашаме во контекст, особено ајде да речеме во контекст на семејствата. Никој од нас нема да има можност како Ахав да води милиони луѓе, а може би Бог ти дал 1, 2, 3, 4, 5, колку и да се. Тие ти се доверени од него. Твоите одлуки, за арно или за лошо, ќе имаат влијание врз луѓето кои што Бог ти ги дал во животот. Водството е привилегија, ама е одговорност. Најдоброто нешто што можеме да го направиме за луѓето кои што ни ги дал Бог да ги водиме во било кој контекст е да ги пазиме Господовите заповеди. Кога ќе ги пазам Господовите заповеди, ние ќе ги сакаме луѓето баш однака како што Господ бара од нас да ги сакаме. Најдоброто нешто што можеш да го направиш за луѓето кои што Бог ти ги доверил е да ги пазиш Господовите заповеди. Тоа ни е дадено од Бог. И овој разговор помеѓу пророкот и царот отвара неколку интересни прашања, неколку интересни теми. И верувам дека ако сериозно им пристапиме на овие зборови, на тоа што денеска го размислувавме, верувам дека секој еден од нас ќе се најде по нешто за себе. Ако нака седнеме и размислиме и се приспитаме што овој текст ми говори мене денес.
За некој, можеби ќе биде, ќе се приспита и ќе рече, да, јас патам од тој Ахов синдром. Сум во некоја состојба во животот и цело време ги обвинувам другите. За некој, можеби тоа преиспитување ќе води кон ситуација кај што ќе речам, да, ја ги познавам Господовите заповеди, ама излеко да ги презирам. Излеко да не живеам согласно нив. За некој можеби тоа преиспитување ќе води кон заклучок дека да, Бог ми даде луѓе да се грижам за нив, ми доверил луѓе да се грижам за нив, ми дал водечка позиција во семејството, ама не секој пат носам одлуки кои што се за нивно добро. Што и да е, верувам дека за секој еден од нас има по нешто во овој текст. И ако бидеме отворени за Светиот Дух, ако бидеме отворени за покаяние, покаянието кое што доаѓа од Светиот Дух, јас верувам дека Бог ќе го благослови тоа. Бог, како имаше во псалмите, пишува дека Бог никогаш не ги одвраќа оние кои што доаѓаат пред него со скршено срце, со скршен дух. Со други зборови, тоа е знак на покаяние. Кога ќе дојдеш кај Бог со скршено срце, со скршен дух, ма што сакал да се, што и да е да се направил во животот. Не викам дека преку ноќ ќе ги снема последиците. Последици некој пат ќе има. Бог ќе прости, ќе обнови и ќе ни даде сила да продолжиме напред.